Поголема физичка активност, правилна исхрана и избегнување на конзумација на масна храна се само дел од советите кон помладата популација, кои им ги упати Константин Мартинов, кој е и диабетичар. Но вели дека со правилна рамнотежа на сите предизвикувачи има нормално секојдневие, а при тоа е и успешен атлетичар. Да седат дома пред компјутер и едноставно да излезат надвор. Затоа што во затворена просторија и само нездрава храна, што најчесто 99% од младите ја консумираат, една од предиспозициите за преддиабетна состојба. Се зголемува тежината, а со зголемувањето на тежината веќе доваѓаме до ризик фактор за диабет тип 2. Кај младите личности да излезат повеќе да спортуваат. Бројките на државно ниво стануваат се поголеми, а бројот не само на ново заболени што се зголемува, се намалува и старосната граница на диабетичари. По регистрот од ноември во 2018 година во Македонија има 220.000 пациенти со диабетес, од тоа 40.000 се на инсулинска терапија, 40 тип 1 диабет и деца до 14 години се 500. Преваленцата на диабетот во Македонија е 12,2%, а во светот е 8,9%. Председателот на Сојузот на Сдружение на диабетичари, Бојан Киров, рече дека за нив најбитно било да почне процесот на усвојување на националната стратегија за диабетес во која се вклучени. Ова Киров синоќа го истакна на настанот кој беше организиран од страна на Сдруженијето за диабетичари гликоза од Струмица по повод Светскиот ден за борба против диабетисот. Тоа ќе биде една смерница во кој правец ќе се развиваат работите поврзани, пред се мисли на третманите во нашава држава, кога е во прашање диабетесот. После навистина долг период, прв пат, благодарение на Министерството и министерот, и ние сме инволвирани како пациенти со наши предлози и сугестии околу таа национална програма. Од Министерството за здравство велат дека националната стратегија во завршна фаза. Се разгледувале деталите кои треба да се утврдат заедно со Сдруженијата, представниците на клиниката за ендокринологија, членовите на Комисијата за диабетис во рамките на Министерството и на некоја од следните владени седници ќе се стави во процедура.